Да. Само седни овде. Има да се Може малко светло видите активно. Добро вечер, јас сум Јордан. Јас ќе бидам модератор на оваа дискусија. Прво сакам да се заблагодарам на сите присутни, на учесниците во конкурсот, на соработката со Кинокултура, како и на Министерството за култура, кој што во тимот на Сиома препозна партнер, го подржа овој проект. Нашиот проект премиксува својата културна стварност, се состои од два дела, од две главни активности. Едниот е теоретскиот дел, каде што практично дебатата е дел од теоретскиот дел, и вториот е практичниот дел, каде што главната идеја на конкурсот се обидовме да ја споделиме со јавноста и да повикаме на еден креативен начин да се всушност да се спроведе таа идеја околу која што ќе разговараме денес. Понатаму проектот ќе продолжува, значи ние имавме замислено повеќе активности. Треба да се објави и каталог од пристигнатите редизајни, како и текстови од автори. Самата идеја на проектот се однесува на ремикс културата. Во основа се е ремикс, поаѓаме од идејата дека целата култура е во основа ремикс, во основа е рефлексија на некој друг елемент од минатото. И не само културата, значи целата човечка активност е во основа рекреација на нешто што некогаш се создало. Ние денеска живееме во време во кое што имаме една, така да кажеме, абсурдна идеја, абсурден идеал на авторот како гений, како самостоен гений кој што од умот создава нешто од ништо, а во основа, значи, дури и самата етимологија на зборот гений, доаѓа од гениус, кој што во римската религија бил дух, еден вид на ангел чувар, кој што го пропратува човекот од раѓањето до смртта, и оние малкумина кои што успеваат да остварат контакт со гениусот, се тие кои што можат да ја материализираат она духовна стварност кој што гениусот ја предава. Не случајно зборот гениус е поврзан и со зборот за ген, генеза, значи станува збор за род, племе, народ. Односно, стапувањето во контакт со минатото, со предците, е она кое што значи творештво. И тоа било нормално во минатото и сите големи творци тоа го знаат, дека всушност они стоат, така да се каже, на рамењата на джиновите. Во секое уметничко дело има целата историја на уметноста, во секое филозофско дело се наоѓа целата историја на филозофијата.
Но оно што е денеска проблематично, во еден релативно на нов аспект на моменталниот економски поредок, е идејата дека стварноста може да се комодифицира и да се приватизира. Односно дека ние можеме да зборуваме за интелектуална собственост на начин на кој што можеме да зборуваме за собственоста на масата, на телефонот и така натаму. Дека ние можеме да ги исклучиме другите луѓе од интелектуалната форма, дека можеме да забраниме некому да користи некое уметничко дело, да речеме, или мисла и така натаму. Овој аспект е секако проблематичен и денеска ќе го проблематизираме. Овде ќе зборуваме за уметноста, за културата, иако е многу поширок проблем. Проблемот на интелектуалната собственост е дури и политички проблем, ако сакате. Спорот со името е проблем на тоа кој го поседува името или идентитетот на една територија или еден народ и така натаму. Денеска секако нема да зборуваме за политика, но ова се многу актуелни прашања. Ќе разговараме со Nebojša Vilić, професор на Факултетот за ликовни уметности, ликовен критичар, автор, мислител, Ивангел Нуневски, професор на Филозофски факултет, автор исто така, естетичар. И ќе поделиме на неколку теми, значи, замислив на оваа дискусија. На крајот на дискусијата ќе ги прогласиме победниците од конкурсот и после тоа ќе се подружиме тука со пијачки, ќе можете да ги купите двете нови книги од Владимир Лукаш, Дедлајна, Љубов моја, така се каже. И од Вангел Нуневски, Киборшка естетика. Прва тема за која ќе разговараме е за природата на новите медиуми, иако веќе тие не се нови, но сепак таква е терминологијата. Каква е природата на новите медиуми? Значи, на кој начин се тие дизајнирани? Збориме за самата структура, бидејќи секоја технологија си носи одредена скриена идеологија во нејзе, одредена скриена мисла, скриена филозофија, ако сакате. И на каков однос со културните производи тие упатуваат? Во кој насоки ја носат културата самите медиуми и што значи интерфейсот? Добре што направиме. Ова веќе одамна присутна тема во нашата културна јавност и во нашиот простор, особено уметнички простор. Колку што можам да се сетам, некаде околу 24 години, овие дилеми кои вече да ги поставивме, повторно да ги реактуализираме со намера најверојатно организаторот да ги ремиксуваме. Го отвара токму прашањето која е таа суштинска разлика на новите технологии, најверојатно ќе бидат нови 70 планета или понови технологии, па тие да го преземат. Да имат нови технологии. И според моето видување, интересна е таа интеракција, односно таа едновременост на кога созреваат условите еден технолошки промедок или напредок, да кажеме, може да се појави, може да се очекува да се појави. Според мене има две важни компоненти кои се предуслов за појавата воопшто на неподнови медиуми, се извинам, морам да кажем дека ќе подразбирам дигитални медиуми, и тоа е суштината и на киберсферата и на дигиталната сфера воопшто, бидејќи тоа е најсуштинската разлика помеѓу една култура која се темели на аналогната ситуација, да кажем така, за која можеме да зборуваме во смисла на извориштето на поимот гени, во оваа смисла вие го кажавте, и ова дигитална сфера, односно дигитална структура која темелно ги поместува поимите со кои ние се користевме цело ова време, заклучно да кажем така, со високата или достатна модерна.
Мене тоа што ми е особено важно е дека оваа нова состојба, која ја именуваме како дигитална, чиј експонент се новите технологии, всушност не се врзува само за технолошкото потраче, не се врзува само за алатките, за инструментите, тука мислам на од компјутерот како алатка па се до интернетот, односно вмрежувањето, интернет само едно може да платформи за далечинско поврзување, туку дека напротив, и тука може би се крие одговорот што произлегува, дека тие едновремено се случуваат и во социјалната сфера, поточно во социјалната сфера, која е дел од општествената сфера. Имено, ние веќе подолго време сведочиме што се однесува до самата уметничка продукција на еден специфичен вид на не само на деавторизација или на намалување на важноста на авторот во чинот на создавање, туку дека ваква слична структура се појавува и во уметничките пракси, кои што ги именуваме како уметност со релација, community art, уметност на заедницата, односно едно сосема ново поимање на функцијата и улогата на уметникот во рамките на неговата општественост. Така што, кога зборуваме за киберпросторот, ние најверојатно веднаш, или како да кажам, нашата асоциација се машините кои се од тука интерфејсот, како клучниот посредник помеѓу двата света, аналогниот и дигиталниот, односно начинот на кој човекот ги меморира, ги запишува, документира и ги меморира своите искуства, и оној свет друг, општествениот кој ни се чини дека е апсолутно аналоген, дека не постои друга можна форма. Но врзивната нишка или нитка, како да кажам, помеѓу овие два света или овие две ситуации е токму ризоматиката која како структура е суштина на дигиталниот медиум. Понекогаш дури самиот се прашувам дали е причина или е последица. Тука не сум баш многу сигурен. Но во овој контекст